со Божја помош, полека, идиме до последните часови од животот на Исус Христос. И така денеска, точно со таа Божја помош, ќе завршиме 16-та глава од Евангелието според Јован. Инаку сите овие поуки што Исус ги дава точно во оние последни часови од 13-та глава па наваму видовме во горната соба и сега веќе се после 14-та глава кај што Исус им вели станете, си одиме, полека напуштаат и одат кон Гециманската градина, одат кон крстот, кон Голгота и се оди кон воскресението, кон победата на Исус Христос, кон конечната цел на неговиот живот. Најде да го прочитаме денешниот текст. Евангелие според Јован, 16 глава, од 16 до 33 стих. Значи, ќе ја завршиме главата, малку подолг е денеска текстот, но сака едно да ни каже. Најде најнапред да го прочитаме. Уште малку и веќе не ќе ме гледате, и пак малку и ќе ме видите. А некој од неговите ученици си рекоа еден на друг: што е тоа што ни вели? Уште малку и не ќе ме гледате, и пак малку и ќе ме видите. И си одам при мојот татко. И си зборува: што е тоа малку за кое зборува? Не знаеме што зборува. Исус разбра дека сакаат да го прашаат и им рече: затоа ли се прашувате меѓу себе за она што ви реков? Уште малку и не ќе ме гледате, и пак малку и ќе ме видите. Вистина, вистина ви велам, вие ќе плачете и ќе ридате, а светот ќе се радува. И вие ќе бидете жалосни, но вашата жалост ќе стане радост. Жената е жалосна кога раѓа, зашто дошол нејзиниот час, но штом ќе го роди детето, не си спомнува веќе за маката, од радоста дека се родил човек на светот. Така и вие сега сте нажалени, но пак ќе ве видам, па ќе се зарадува вашето срце. И таа ваша радост никој не ќе може да ви одземе. Во оној ден нема да ме прашате за ништо. Вистина, вистина ви велам, што и да молите од мојот татко во моје име, ќе ви даде. Досега ништо не баравте во моје име. Барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Ова ви го зборував во слики. Доаѓа час кога нема да ви зборувам веќе во слики, туку ќе ви зборувам отворено за таткото. Во тој ден ќе барате во моје име. И не ви велам дека јас ќе го молам мојот татко за вас, зашто самиот татко ве љуби. Зашто вие ме љубите мене и верувате дека јас сум излегол од Бога. Излегов од таткото и дојдов во светот. Сега пак го оставам светот и одам при таткото. Неговите ученици рекоа: еве сега зборуваш отворено и не зборуваш во слики. Сега знаеме дека знаеш се и нема потреба некој да те прашува. Затоа веруваме дека си излегол од Бога. Исус им одговори: сега ли верувате? Еве иде часот и веќе дојде, за да се разбегате секој на своја страна и да ме оставите мене сам. Но сепак не сум сам, зашто татко ми е со мене. Ова ви го реков, за да имате мир во мене. Имате неволја во светот, но бидете храбри. Јас го победив светот. Значи, досега, во 16-та глава, зборуваме само за оваа 16-та глава, го разгледавме учењето за Светиот Дух, и тоа како добро учење, одбрано учење, само за одбраните. Значи, ексклузивно учење. И видовме дека Светиот Дух е привилегија на црквата, а не на светот. Светиот Дух е обвинител на светот и уште е толкувач и учител на црквата, кој воведува и ја поучува во сета вистина. И после оваа најава за доаѓањето на Светиот Дух, доаѓаме до овој текст кој започнува со зборовите уште малку. И тоа ќе биде нашата прва точка. Уште малку. Да замислиме да нема надеж. Тоа би било страшно. И затоа да замислиме да го нема ова уште малку. Под уште малку се подразбира сигурна надеж.
Значи, кога некој вели уште малку, издржи уште малку, тоа зборува за надеж. Ајде уште малку, дојде крајот. Тука сме уште малку. Страшно е да се живее без надеж, страшно е да знаеш дека те чека едно големо ништо. Тогаш нема надеж, нема ништо, но уште малку, вели текстот. Апостолите во тоа време го немале она што ние денес го имаме, Евангелието според Јован, па и целиот Нов Завет. И тие не разбрале што значи ова уште малку. И вели уште малку и веќе не ќе ме гледат и пак малку и ќе ме видите. А некои од неговите ученици си рекоа еден на друг: што е тоа што ни вели уште малку и не ќе ме гледат и пак малку и ќе ме видите. И си одам при мојот татко и се изборува. Што е тоа малку за кое зборува? Не знаеме што зборува. Исус разбра дека сакаат да опрашта и им рече: затоа ли се прашувате меѓу себе и за она што ви реков? Уште малку и не ќе ме гледате и пак малку и ќе ме видите. Вистина, вистина велам, вие ќе плачете и ќе ридате, а светот ќе се радува. И вие ќе бидете жалосни, но вашата жалост ќе стане радост. Значи, цела тема на овој текст е заснована на она што значи ова уште малку. Ако земеме еден поширок контекст, една поширока голема слика, и во слободна примена, ние можеме да кажеме дека ова уште малку може да значи Исусовото воскресение, Исусовото воскреснување и повторното појавување на учениците. За тоа зборува 20-тата глава. Кога ќе дојдеме таму, ќе зборуваме за тоа од ова Евангелие по Јован. Исто така во уште поширок контекст, ако заеми во слободна примена на овој текст, уште малку и веќе не ќе ме гледате и пак малку и ќе ме видите. Може да значи и второто Христово доаѓање на овој свет. Кога Христос ќе дојде во слава. Може и тоа да значи. И не сме сгрешиле ако речеме дека на некој начин текстот во примена зборува за овие работи. Но по блискиот контекст, ако се осврниме во близина на овој текст, одредува дека ова уште малку означува нешто сосема друго. Инаку секој текст има само едно значење, а може да има повеќе примени. Сега, што значи уште малку? Можеме да погледнеме одма во претходниот текст. Не одиме многу далеку. Значи, рековме најпрво она што е најблиско. Да видиме што значи од претходниот текст, 16 глава, од 4 до 7 стих. А јас ви го кажав ова, за да се сетите кога ќе дојде времето, дека ви го реков тоа. Ова не ви го реков од почетокот, зашто бев со вас. А сега одам при оној кој ме пратил и никој од вас не ме праша каде одиш. Туку вашето срце се наполни со тага, зашто ви го кажав тоа. Сепак, јас ви ја кажувам вистината. Подобро е за вас, јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде при вас. Ако пак заминам, ќе ви го испратам. Ова е контекстот и значењето. Ако се подсетиме на 15 глава, таму гледаме дека доаѓа до еден пресврт, каде Исус ги предупредува учениците дека Евангелието на милоста, на љубовта, од секогаш ќе има еден отпор, ќе има спротиставување и доаѓа до непријателство. Велија светот не сака, затоа што не припаѓаме на овој свет. Слугата не е поголем од Господарот и ќе има прогонство, бидејќи него познаваат Бога. Дури и ќе ве убиваат. И овој синоним, утешител, што вели, ќе ви ги испратам утешителот. Што ни открива за Светиот Дух? Ни открива неговата улога, утешител. А зошто би бил потребен утешител, ако не сме обесхрабрени, ако не сме напајджани, ако немаме некоја спротиставеност? Значи,
Ако ги имаме овие работи, треба некој да не утеши, да не охрабри, па дури да не одбрани. Значи, уште малку издржи, уште малку тоа го прави Светиот Дух. Тој е утешителот. Стегни заби, одим уште малку. Дури и спортистите на терен, кога се при крај со силите, тренерот вика од страна, уште малку, издржи, уште малку. И кога е човек во трка. Значи, Светиот Дух е тој утешител кој вели, стегнете заби, уште малку. Или кога одиме некаде на планина и сега на некој ќе му биде макај, уште колку има, може има за другиот ритам, ќе речи, ај уште малку, а тоа уште малку, али сепак е едно големо охрабрување и голема утеха, уште малку. Бидејќи христијанството е тежок пат. Видите што вели Павле, ова му го вели на Тимотеј, тоест му тврди на Тимотеј. 2 Тимотеј, 3 глава, 12 стих. А и сите кои сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, ќе бидат гонети. Значи, ова е страдање. Страдање на црквата, на оние кои сакаат да живеат побожно во Христа Исуса. И сега да се запрашаме, дали ние сме прогонувани? Па не, би рекол. Имаме доста слобода, можеме да проповедаме, можеме да сведочиме. А дали имаме отпор кога го правиме тоа? Ако и тоа го немаме, тогаш дали сме Божји чеда? Да се запрашаме за тоа. Бидејќи јасно пишува писмото. Сите оние кои сакаат да живеат побожно во Исуса Христа, ќе бидат гонети. Или ќе имаат страдања, ќе имаат било каков отпор од светот. Дали имаме отпор заради нашата вера? Непријателство? Нормално, никој од нас не го сака тоа и никој човек не сака да го има тоа, но тоа доаѓа, не е до нас, тоа доаѓа од другата страна. Од онаа страна која дава отпор на Евангелието. Евангелието секогаш зборува за понизност, љубов, но светот не го сака Евангелието. Ние сме два различни света. И тоа е отпор кој доаѓа од другата страна спрема љубовта и спрема доброто. Отпор спрема вистината. И луѓето тоа не го сакаат, затоа што преку Евангелието се открива нивниот грев. Тоа е тој отпор. Никој не сака да му ја откриеш вината, да му го откриеш гревот. А Евангелието точно тоа го прави, за да доведе до покаяние. И затоа луѓето не го сакаат Евангелието. Исус своите ученици ги подготвува за ширење на Евангелието на љубовта и милоста во контекст на таа омраза и на тој отпор. И ги охрабрува дека нема да бидат сами. Ги подготвува и на некој начин им зборува дека христијанскиот живот, самиот христијански живот, е служба со многу тунели. Но на крајот на секој тунел се гледа светло. Зрак на светлина, зрак на надеж. И тоа е таа надеж што христијаните имаат. И затоа е утешител, бранител. Тој ни дава надеж во безнадежното. Кога сите велат готово е и креваат раце, нема повеќе. И тогаш ние сме тие кои велиме има надеж и не е крај. Христос е надежта. Тоа е тоа светло на крајот од тунелот. Уште малку и стигнавме. Животот е полн со мрачни тунели, со мрак. Ништо не разбирате, нема логика, нема ништо, ама постои светло на крајот на тунелот. И вели, има надеж, има светло на крајот, кој никој не може да ни го одземе. И тоа е таа сигурност во нашето спасение. Тоа на чека на крајот од тунелот. И затоа вели, уште малку. Во Јован
14-16 и натаму, Исус јасно ни го кажува тоа дека уште малку и ќе дојде оној кој нема да биде со вас, туку каде? Во вас, вели. Ќе биде во вас. Тоа е она што доаѓа при наново раѓање. Тоа е наново раѓање и тоа е тоа големо чудо. Бог е во вас. Зато издржете уште малку и утешителот и бранителот ќе биде активен дел од вашиот живот. Уште малку тој ќе дојде. Тој ќе ве утешува, тој ќе ве заштитува и тогаш ќе се радувате кога сите плачат. Кога се сите во паника, вие сте мирни. Имате смирено срце, бидејќи тој е со вас. Ще прочитаме 14 глава од 16 до 20 стих. И јас ќе го молам мојот татко и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Духот на вистината, кога светот не може да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава, гледате? Светот не го познава, не го гледа. А вие го познавате, зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а и вие ќе ме видите. Зашто јас живеам и вие ќе живеете. Во оној ден ќе сознаете дека јас сум во мојот татко и вие во мене и јас сум во вас. Ова јасно кажува за ова што досега го зборував. Троединиот Бог е во вас. Троединиот Бог е во вас. И тој кој го има троединиот Бог во него, тој е наново роден човек. Тој е плодоносен човек. Баш вчера во Битола слушавме што е плодоносен живот. Тој е христијан кој дава плод. А оној кој нема плод се сече тоа дрво, се сече таа прачка и се гори. За ова ни вели уште малку. Бог е троедин, Бог и делува како што делува, затоа што е троедин. И доказ за неговото тројство, за неговата троединост, имаме молитвата. Доказ за ова е молитвата. Зошто молитвите на некои луѓе Бог ги слуша, а на некои не? Може ми тоа да слушнеме. Знаете зошто? Затоа што вистинската молитва се рајга кај Бог, а не кај човекот. Во оној ден нема да ме прашате за ништо. Вистина, вистина велам, што и да молите од мојот татко во моје име, ќе ви даде. Досега ништо не баравте во моје име, барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Зошто досега учениците ништо не молеа во Исусово име? Многу едноставно, затоа што Исус беше со нив и не молеа во Негово име, туку молеа, бараа директно од Него. Него го молеа, беа со Него тие. А по заминувањето на Христос и доаѓањето на Светиот Дух, кој ќе биде во нив, тоест во нас, ќе се молат, а и ние се молиме на Таткото, во името Христово, преку Светиот Дух. И така се затвора тој круг. Значи молиме, бараме од Таткото, во името Христово, преку Светиот Дух. Тука е тој круг. И како излегува молитвата? Поттикната од Светиот Дух, поттикната од Бог. И затоа делотворната молитва не се рајга во нашата потреба. Господе, те молам, ми треба ова, ми треба она. Туку во Божиото срце. Во Бог се рајга. Таа започнува и завршува во Бог и во Негова слава. Значи, Светиот Дух не поттикнува на таа делотворна молитва, она што треба да молиме, она што треба да бараме, и таа молитва се услушува за да се прослави Бог.
Таа е улогата на Светиот Дух, видовме, да го прослави Бога. Значи таа започнува и завршува во Бог и во Негова слава. И видите како продолжува текстот. Ова ви го зборував во слики. Доаѓа час кога нема да ви зборувам веќе во слики, туку ќе ви зборувам отворено за таткото. Во тој ден ќе барате во мое име. И не ви велам дека јас ќе го молам мојот татко за вас. Зашто самиот татко ве љуби. Зашто вие ме љубевте мене и верувавте дека јас сум излегол од Бога. Ние понекогаш во молитвата и со молитвата имаме еден погрешен концепт на Бог. Мислиме дека таткото е престрог и не можеме да дојдеме. Дека тој е свет и праведен. Повеќе свет отколку љубов. И така мислиме дека бараме преку Исуса, бидејќи Исус е повеќе љубов отколку свет, си мисли. Многу луѓе тоа го мислат. Повеќе љубов отколку свет и праведен. И тогаш во името на Христос пристапуваме кај таткото. Но не е така. Видете што вели. Јас не ви велам дека јас ќе молам за вас. Барајте во моје име, ама јас ќе молам. Не, вели. Зошто самиот татко вели ве љуби. Барајте од таткото, ама во моје име. Значи од таткото ние бараме. Татко, Син и Духот Свет. Тоа е тројството. Тоа се случува во молитвата. Потекнува од Бога и завршува кај Бога во Негова слава. Значи, вистинската молитва се рајга и завршува кај Бог во Негова слава, а не во нашата потреба. А често пати нашите молитви се рајгаат во нашите срца за наша потреба. Луѓето што им се молат на посредници, на светци, на Марија, за жал не го познаваат вистинскиот Бог. Бидејќи самиот апостол Павле вели, каде е еден, нема посредник. Бог е еден, Таткото, Синот и Светиот Дух. Тоа зошто им се на луѓето, Свети Петар, Никола, Марија, и уште кој не. Уште кој не. Ова е жално. Луѓето не го познаваат Бог. Еве сега се ближат празници и тогаш гледаме, ама буквално мноштво народ, маса на народ, одат во црква, па дури луѓето што се од државен врв, што ја водат државата и се молат на посредници, на светци. Жално. Водат држава, а не го познаваат Бог. Значи на погрешен пат се. И затоа сме кај што сме. Затоа ова се случува во цел свет, не само кај нас. Учениците, апостолите, не разбрале што значи ова уште малку, и затоа понатаму тие се прашуваат меѓу себе и Исус користи илустрации. И тоа ни е втората точка, уште малку, ама сликовито, илустрирано. Еве го тоа од 19 до 22 стих. Исус разбра дека сакаат да го прашаат и им рече: затоа ли се прашувате меѓу себе за она што ви реков, уште малку и не ќе ме гледате и пак малку и ќе ме видите? Вистина, вистина ви велам, вие ќе плачете и ќе ридате, а светот ќе се радува. И вие ќе бидете жалосни, но вашата жалост ќе стане радост. Жената е жалосна кога раѓа, зашто дошол незиниот час, но штом ќе го роди детето, не си спомнува веќе за маката, од радоста дека се родил човек на светот. Така и вие сега сте нажалени, но пак ќе ве видам, пак ќе се зарадува вашето срце и таа ваша радост никој не ќе може да ви ја одземе. Дефинитивно има текстови во Библијата што жените подобро ги разбираат од мажите. И ова е еден таков текст. Жената се мачи во болка кога се пораѓа, ама кога ќе го роди детето, вели заборава и радосна е. Вие кои сте раѓале, се обраќам до сестрите, го знаете многу подобро од мене. Јас можам да го кажувам вака од тоа што сум слушал, од кажување. Затоа велам, има текстови кои жените многу подобро ги разбираат
од мажите. И сигурно и знаете и докторот кога е пораѓа жената вели уште малку. Ајде уште малку, стегни уште малку. Ви кажувам јас ова од филмови што сум гледал, од слушање, и затоа вие подобро го имате доживеано. Бидејќи ја знаат таа болка. А христијаните, тоа е црквата, се стално во болка. Црквата на земјата е стално во борба, стално има отпор. Она на небо е во мир. Но овде мир нема никогаш да има. И тоа што црквата овде го преживува, тие болки, тие страдања, тие маки, Светиот Дух го преживува со нас. Бог поминува со нас во тоа, кога ние се мачиме, и тој се мачи. И кога ние се радуваме, и тој се радува. Тој сочувствува со нас. И тоа е тоа да не се вознемирува вашето срце. Јас сочувствувам со вас. Со вас сум. И така одиме кон крајот. Исус ги подготвува избраните за служба која е полна со тунели, мрачни тунели, со бури, со страдања. И што им кажува? А и нас. Што вели? Не сте сами. Јас сум со вас. Но не со вас, во вас. Но иако овде им објасни на учениците сликовито, жена која се пораѓа. Значи има маки, има страдање, но кога ќе се роди детето, е радосна, бидејќи се роди човек. Така и ние од жал ќе преминеме во радост. Нашиот жал ќе премине во радост. Иако и сликовито го објасни, учениците пак не го разбраја. И тој решава да им зборува отворено. И тоа е третата точка. Уште малку, ама сега отворено. Читаме од 25 до 33 стих. Ова ви го зборувам во слики, доаѓа час кога нема да ви зборувам веќе во слики. Тук ќе ви зборувам отворено за таткото. Во тој ден ќе барате во мое име и не ви велам дека јас ќе го молам мојот татко за вас, зашто самиот татко ве љуби. Зашто вие ме љубевте мене и верувавте дека јас сум излегол од Бога. Излегов од таткото и дојдов во светот. Сега пак го оставам светот и одам при таткото. Неговите ученици рекоа: еве сега зборуваш отворено и не зборуваш во слики. Сега знаеме дека знаеш се и нема потреба некој да те прашува. Затоа веруваме дека си излегол од Бога. Исус им одговори: сега ли верувате? Еве иде часот и веќе дојде за да се разбегате секој на своја страна и да ме оставите мене сам. Но сепак не сум сам, зашто таткот ми е со мене. Ова ви го реков за да имате мир во мене. Имате неволја во светот, но бидете храбри, јас го победив светот. Јас го победив светот. Тоа е тоа уште малку. Нема попуштање, нема сообразување со светот, уште малку. Бидете верни на писмото, на Евангелието, бидете верни на Бог, уште малку. Ако од овој наш текст ги извлечеме емоциите кои се даени, што Исус ни ги кажува, тоа ќе ни биде многу појасно ова уште малку. Еве во 20 стих вели: вистина велам, вие ќе плачете и ќе ридате, значи силно плачење, ридање, а светот ќе се радува. И вие ќе бидете жалосни, жал, но вашата жалост ќе стане радост. Радост. Тага, жал, плач, радост. Значи црквата мора да плаче, да рида, ќе има прогонство, доаѓа, дефинитивно доаѓа. Светот ќе се радува, вели? Гледаме тука борба на емотивно ниво, ќе бидете жалосни, но вашата жалост ќе стане радост. И сега, дали е ова возможно? Дали е можно жалоста да премине во радост? Истата ова вистина дознаваме од илустрацијата
со жената. Жената е жална, од мака, од болка кога раѓа, дошол часот, ама кога ќе се породи, повеќе не се сеќава на маката, од радост дека се родил човек на светот. Кои емоции ќе ги пратат оние што ја чуваат и навестуваат радосната вест? Инаку црквата не е повикана само да ја навестува радосната вест, таа мора и да го чува довереното богатство, да ја чува вистината да ја проповеда. И тоа го подразбира контекстот, без разлика на понизноста и милоста. Еве, иде часот и веќе дојде за да се разбегате секој на своја страна и да ме оставите мене сам. Но сепак не сум сам, зашто татко ми е со мене. Ова ви го реков за да имате мир во мене, имате невоља во светот, но бидете храбри, јас го победив светот. Го прочитав ова уште еднаш. Бидејќи тоа значи уште малку. Тоа значи да бидеш верен, не да попушташ, да нема компромиси. А денеска тоа е проблем. Имаме проблем, имаме невољи, одма имаме компромиси, бараме нешто да заобиколиме, бараме нешто полесно. Последно време, не знам зошто, ама ова го зборувам лично, многу често ми идат овие стихови од Словото и Бог некако нешто сака да ми покаже, тоа ме учи и ми иди одново и одново некако. Вели кој повеќе го сака, таткото или мајката, синот или ќерката не е достоен за мене. Многу често размислувам нова. Секој што е помеѓу тебе, помеѓу мене и Христос е клучен и може да е проблем. Клучен, наш, ама е проблем. Во семејството ова ќе се случува. Кој повеќе го сака, таткото или мајката, синот или ќерката, не е достоен за мене, вели Христос. Или поточно тој не е христијанин, тоа значи уште малку, а не, ние често знаеме. Па јас и моите, мојот син, мојата мајка, татко, тука сме, заедно сме, тука сме кај што сме, исто сме. Не е проблем, заедно сме. Тука е. Но не сме заедно. Два различни света сме. И тоа е таа опасност денес, што ние тука ги правиме тие компромиси. И ви велам, често ова ми иди во глата. И тој тест ни се случува. Тој тест ни се случува точно со нашите блиски, мајка, татко, син, ќерка, кои не веруваат. А ние упорно, бе, тука сајде, може би последниот час, може би утре, джури. Не, различни света сме. Исус вели, имаш ли друг? Или имаш ли друга љубов? Ме љубиш ли? Тоа ќе опраша и Петар, ќе видиме понатаки. Тебе те прашува Господ. Ме љубиш ли? Тоа значи уште малку. Да ги нема овие проблеми. Да знаеме да разграничиме. Различни света сме. Без разлика дали ни се некои наши блиски или некои далечни. Бидејќи кој нив ги љуби повеќе, ако се свој, тогаш не е достоен за Господ. Припремајќи ги своите ученици за мисија, тоест и нас, за евангелизација, за црква, учителот ги учи своите ученици дека е можно да се има мир и во страдањето. Тоа е тоа чудо што се случува во историјата на црквата. Црквата од секогаш била прогонувана, но секогаш била смирена. Тогаш се гледа кој е кој. Кога тоа ќе дојде, кога ќе дојдат прогонства, кога ќе дојде немир. Можно е во осаменоста да се има заедништво со Бог. Можно е во жалоста, плачот, тагата да се има радост и тоа вели потполна радост. И тоа не е среќа. Многу ми навелат, па среќа е тоа. Не е среќа. Тоа е состојба. И тоа е нешто многу подлабоко. Во страдањето, во осаменоста, во тагата, плач, имаш мир, заедништво и потполна радост. Тоа е тоа надприродно и тоа е тоа
Тоа е тоа поточно христијанство. Што е христијанство? Во се имаш мир и потполна радост. Ама само уште малку. Уште малку. Апостол Павле покасно пишува и докажува дека тоа е навистина можно. И што вели? Радувајте се секогаш во Господа. Пак велам, радувајте се. Филипијаните 4:4. А ова го вели затворен, врзан во вериги, заради Евангелието. Радувајте се. Дали некој од нас да биде затворен, да вели, да ги поучува другите, радувајте се. Тешко е, има проблеми, радувај се во Господа. На верните во Солун, Павле им ја пишува таа практична вистина. Можно е да имаш радост и тоа не во неволја, туку вели во голема неволја. Во голема неволја. Прво Солунијаните. Прва глава, 6 и 7 стих. И вие се угледавте на нас и на Господа, примајки го Словото во голема неволја, со радоста на Светиот Дух, така што им станавте пример на сите верници во Македонија и Ахаја. Во голема неволја го примија Словото и точно со таа нивна радост во тие неволји, со нивниот живот, станаа пример на сите верници во Македонија и Ахаја. Па зошто ние да не бидеме тие? Тоа е нова наше балканско поднебје, Солун. И ние со нашиот живот да бидеме пример, ајде на нашиот град барем само. Нашиот живот да биде пример за тоа. Еве што им пишува на Колосијаните. Прва глава, 24 стих. Вели, сега се радувам во своите страдања за вас и во моето тело го дополнувам тоа што им недостига на Христовите маки, за неговото тело, кое е црквата. Интересно. Ние знаеме, Христовата жртва за спасение на црквата била совршена и доволна, еднаш за секогаш. Крстот е празен, гробот е празен, престолот е зафатен. И можеме тука да бидеме мирни. Но за да се шири Евангелието, мора и некој да страда, некој да биде тепан, некој мора да ја плати цената. И тоа е така. А овдека Павле зборува за себе. Тој ја плаќа цената. Павле беше прогонуван, затворан, бичуван, тепан. И каде е Павловата радост овде? Вели тој, што вели? Јас ги дополнувам Христовите маки. Ги дополнувам Христовите маки, Христовите страдања. Ама за кого? За светот? Не. За црквата. За црквата. Која е Исусовото тело? Ете тоа. И во тоа се наоѓа радост. Практична примена. И за крај, кога повеќе не оди, кога нема излез, уште малку, издржи. Бог нема да закасни. Животот на христијаните е полн со тунели, но со светло на крајот. Христијанскиот живот се темели на постојана надеж. Денеска слушаме од сите страни, ајде пак малку за политика, неминовно овде на овие простори без политика, посебно од тие политичари, треба промени системот, значи најде промени. И шо, тие ќе направат промени? Или јас може би ќе направам, или вие? Ама ајде, смешно е тоа. Кој може да ги направи тие промени? За промени треба да се промени срцето на човекот. А кој ќе го направи тоа? Партијата? Шанс. Што вели Бог? А и за ова контекстот е страшен ако погледнете во Еремија. Вака вели Бог: зошто јас ги знам своите замисли, за тоа што имам намера со вас, зборува Господ. Замисли за мир, а не за несреќа. Да ви дадам иднина и надеж. Еремија 29:11. Значи надеж
во контекст на безнадежност, борби, конфликти. Луѓето не сакаат добро, не сакаат да влезат во неговата светост. И затоа пекол. Послание до евреите. Читајте. Во едно време кога чекаме на Исусовото доаѓање, иако имаме маки, имаме страдање, имаме проблеми, преку Светиот Дух можно е да имаме мир. И то мир што го надминува секој немир. И што сме повеќе осамени, тоест што сме повеќе прогонети за Христос, тоа сме поблиску до Него. Многу сме поблиску до Него. И во тагата, во жалоста, во болката, можеме да имаме радост, и тоа не само радост, него потполна радост. Тоа е значењето на овој текст, уште малце. Бидејќи тој во нас и ние во него, и не сме сами. Јас не сум сам, татко ми е со мене, вели Исус. Кога Светиот Дух е во нас, со нас е Христос, со нас е таткото, со нас е вечниот троедин Бог. И затоа, драги брајки и сестри, уште малку да стегнеме заби, да бидеме верни покрај сите напади, сите проблеми, сите грижи. Уште малку. Останете во Бога. Да бидеме верни, да останеме верни на Бог и на Неговиот збор за Негова слава. Да се молиме. Татко Небесен, семојкен Господе, Ти благодариме на ова Твое Слово, Ти благодариме на Твојата утеха што ни даваш, на надежта што имаме во Тебе, на тоа што си постојано со нас, на тоа што, Господе, си ни го дал Словото, да можеме да Те спознаеме подобро, да можеме да ја откриеме таа надеж, таа светлина на крајот од тунелот, светлина која не води, но таа светлина, Господе, да зрачи и од нас, за луѓето и во нас, да Те препознаваат Тебе, да го гледаат Исуса Христа, и така ние да бидеме светлината која ќе се рефлектира во овој град, Господе. Бидејќи луѓето не Те познаваат, живеат во мрак, во грев, даваат отпор секогаш према Твоето Евангелие, бидејќи му се открива тој грев. Но затоа молиме, Господе, Ти делувај во нивните срца, точно преку Твоето Евангелие, преку таа радосна вест, дека секој кој ќе поверува, дека Исус Христос е Божји Син, ќе има спасение. Те молам, Господе, благослови не секој еден од нас овдека, благослови ги нашите работи, благослови ги и нашите колеги, нашите роднини, нашите пријатели, со тоа што ќе можат да ја слушнат Твојата радосна вест, да слушнат Твоето Слово. Те молам, Господи, за оние кои не се денеска со нас, каде и да се, Ти биди со нив, Ти утеши ги, Ти охрабри ги. Се молам за оние кои се болни, Ти исцели ги. Исцели ги нивните тела, но исцели и нивната душа, омекни ги нивните срца, да можат да Те прифатат Тебе. Се оставаме во Твои раце и по Твоја волја. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.